Продолжуваме со нашите содржини во утринска на Телма и се префрлуваме во оној културен дел во кој што, како што знаете, секогаш најавуваме изложби, концерти и настани кои секако ќе го привлечат вашето внимание, а голем дел од вас се и во публиката. И сега оние кои што вчера вечер можеби се најдоа на отворањето на изложбата или проектот Мултиверзум, веќе знаат за што ќе зборуваме, но оние кои не можат да ја посетат изложбата до 27 ноември во Даут Пашин Амам, изложба која што е всушност или проект на Симон Шемов, мултимедијален уметник, професор, истражувач, влюбеник во природата и космосот. И сето тоа тој во долгогодишното свое искуство го преточува токму и го пресликува токму преку неговите дела. За каков проект и за каква изложба станува збор ќе зборуваме во продолжение токму со мој денешен гостин кој што е авторот Симон Шемов. Добро утро или добар ден веќе за вас и добро дојдовте во нашето студио. Веројатно вчера вечер беше навистина интересно во Даут Пашиниот Амам, каде што се отвори оваа изложба и се представи овој проект наречен Мултиверзум. Па ние ќе можеме во следните минути тука да им представиме на нашите гледачи за каков проект станува збор, бидејќи од информациите јас кои што ги имам во вашиот најнов опус, тоа се 400 дела, од кои што се извојуваат 4 феноменолошки аспекти кои се налогни на вашите повторливи интереси низ хронологиската матрица. Ова е дел од она кое што вчера и го кажа кураторот на проектот Ана Франковска. Повелете. Па, јас морав да селектирам од тие 400 затоа што Даут Пашин Амам има капацитет таков како што го има, па ете се одлучив на овој број и на овој избор и аранжман, што се надевам дека добро одговара на пораката што сакам да ја пратам и што сакам да им ја образложам на ликовен јазик на гледачите, што е многу важно, затоа што приемот во исто време значи, ако е прием кај гледачите и сатисфакција на авторот. Така е. Велите порака која што ја пренесувате и порака која веројатно оние кои што ја следат вашата кариера и тоа кое што го правите веќе ја препознаваат или пак можат да разберат на начинот на кој што е пратена. Но за каква порака станува збор, бидејќи она кое што вие го имате преку вашето изразување се и вечни трагања по истражување на односите реално имагинарно, простор, време, пропорции, релации, растојанија. Тоа е она кое што вас од секогаш ве интересирало и ве инспирирало, така? Па јас ходам на сум приврзаник на едно посматрање кое сушност не се или малку се граничи со видливото. Тоа е она што нас не интересира сите, што има горе. Така е, да. Дали е космосот таков како што ни го прикажуваат или нешто друго, дали постанал на тој начин како што научниците го третираат, или каков е и што е животот кој ние го живееме во тој космос и тој универзум кој можеби не е единствен по сите мерки и кажувања што научниците се сега интересираат и продираат се подлабоко во тој свет на имагинација за мене, а јас ето тоа го преведувам на ликовен јазик, затоа што не сум ни научник, ни филозоф, меѓутоа ги допирам и двете страни, што мора да се третира така. Ние живееме во еден свет во кој се гледа, меѓутоа и не се гледа, затоа што нашите чула што ги имаме не се соодветни веројатно на она реална состојба која во универзумот или како што јас го представив не еден, него многу универзуми, мултиверзум постои. Така да тие истражувања се
еве резултат на една изложба која е представена во Да од Пашин Аман во соработало од главно од 10 години. 10 години ги работевте овие 400 дела, од кои што избравте со... Еден број. Да. Со еден така тежок избор, бидејќи уметникот нели си ги сака сите своји дела. Да. А неблагодарно е да се одберат оние кои што би требало ради ограничениот простор да се прикажат на публиката, но сепак вие тоа го направивте. 10 години или една деценија работење на 400 дела, што уопшто не е мала бројка, па дури ни за 10 години. Но како, еве, од оваа гледна точка или од оваа временска дистанца можеме да ги сублимираме тие 10 години? Се што беше ваша инспирација покрај нели космосот, универзумот, она кое што велите дека е секогаш ваша инспирација, што низ тие 10 години додека ликовно се изразувавте, доживувавте или искусувавте? Па, тешко е да се каже, затоа што ова тематика, ова проблематика бара една контемплативна состојба на умот, често пати предизвикува потреба од некакви медитации да се продре. Да. За жал, ние, како што преска реков, имаме одреден капацитет на сетилата и јас не можев тоа да го постигнам, иако понекогаш ми се дава такви некои прилики да поднасетам што е тоа што може би не врзува нас како живот, зборам за цивилизацијата земска и она што се случувало во космосот, така да си правев некои состојби, осаменост и сконцентрираност во ателје, да некако продрам не само преку читање, гледање и размислување ликовно, туку и преку тие медитативни состојби на умот. Велам, тешко е да се допре до тоа. Веројатно научниците уште потешко може да го допрат, а ние уметниците со свој јазик и своја неограничена можност да продираме и тамо кај што е забрането. Јас тоа сметам дека е позитивно. Можеме дури и повеќе да навлеземе во некои состојби кои се дели проблематични. Меѓутоа, интересот ќе кажам дека сепак не беше тој мој интерес, не беше научен, не беше физика, не беше хемија, туку ликовна област која ми е својствена и за која сум предодреден, нели, како човек што од мали нозе почнал да се бави со ликовна уметност, благодарејќи на мојот војко Петар Мазев. И на талентот, веројатно, кој што ви Па, талентот не е само талент, мора да се практикува максимално за да се извлечи и максимално. Така е. Во денешно време, еве, веројатно ќе се согласите дека навистина е тешко да се направи тој баланс или пак барем што се однесува до она кое вие многу добро го знаете и многу добро го правите, тоа се токму ликовната уметност или создавање на вакви дела, но сепак е тешко да се направи еден баланс, да се живее во имагинацијата, а сепак да се биде и во реалниот свет. Поточно, што е она кое што сакам да ве прашам, колку при создавање на овие дела и покрај тоа што вие си имате ваша имагинација и си имате некој ваш инстинкт кој што ве води при создавање на тие дела, наспроти интересите и истражувањата за кои што споменавме, колку реалноста може да ви влие, да ве дефокусира, да ве деконцентрира од тоа кое што го правите, или сте замислили да го направите? Да. Има можност да за секој уметник, зборам сега, да се допре, да се контактира и да се биде со реалноста во комуникација максимално.
има ставови каде што во ликовната уметност треба ликовната уметност да е во дослух со реалноста, социјалата, политиката и така натаму. Ама може и да деконцентрира, ако е во прашање мојот став. Затоа што сметам дека творештвото, уметноста е всушност бегање од реалноста или одбрана од тој напад на реалноста кој често не ни се допаѓа и наоѓаме вентил, барем во сферите на уметноста, преку уметностите, да се најдеме во една друга, поубава состојба. И јас тоа исто така го чувствувам како можност да си најдам мир, за среќа ние уметниците, ликовната уметност, бара осаменост. И во таа осаменост ние ја губиме реалниот видокруг на работите што е во нас. И концентрацијата е во тој случај многу како да речем, помоćна, затоа што сите други уметности, како што е филмот, музиката, тие бараат друштво, да бараат хор, бараат глумци, бараат така. Ние сами го правиме тоа. Така е. Само ќе споменам нели она кое што е наведено и е ваша специјалност, е виртуозноста и единственоста во создавање дела од рачно изработена хартија, платна, цртежи, комбинирани техники, колажи, со што мултимедијалниот наратив нели добива уште повеќе на транспарентност. А рековме дека вчера се отвори изложбата. Колку сте вие задоволни од вчерашното отворање? Дали очекувавте на такава посетеност како што имаше? И што е она кое што би им го препорачале на оние кои што не гледаат или публиката која сака да ја посети изложбата? Една ваша порака или повика? Специфичноста на материјалот со кој јас работам е така нетрадиционален, што се вика. Нашата традиција е фреско, мозаик, иконично сликарство. Ова е една материја, рачно изработената хартија, односно медиум целулозата, како што се нарекува инаку, во која јас длабоко завлегов, со тоа што има таа материја, тој медиум, многу можности кои, да речеме, другите може би го немаат технологии. Јас во соработка со институции европски како што е Темпус, европскиот и со Германија и Италија и со нашите соработници од Македонија што се занимаваат со оваа проблематика, направив истражување што може да се пронајде во Македонија од нашето билно окружување, нешто што како целулоза може да биде блиска до она од исток, далеки од исток, Кина и Јапонија, каде што се пронашло тоа богатство на изразување со таков материјал и пронајдов и тие материјали ги практикувам и на оваа изложба доста години. Најдобрата целулозна материја што е откриена од билките во Македонија се на таа изложба вплетени во моите слики, објекти и така натаму, што кажува дека сум блиску до природата, ја сакам природата. Во последно време не контактирам со природата, а бев страстен планинар, затоа што морав да целата енергија да усмерам кон ателјето. И тоа е нешто што
провејува низ целото мое творештво од годините кога се занимавав со научна дејност, а по тој повод се родија 2 книги за медиум целулоза, што сега може да служат за студентите и за широката публика да се запознаат, нели, и со таа материја што е неприкосновена во нашиот живот. Со хартија се среќаваме и да знаат дека оваа хартија што ние ја употребуваме во индустријата и во секојдневниот живот не е таа со која ние уметниците треба да работиме, која е квалитетна, постојана и долговечна. Верувам дека ова беше еден добар повод за ЕТ-Јунија кои што веќе можеби и планираат да ја посетат изложбата која трае, имаат време до 27 ноември во Дат Пашинамам и да уживаат во вашите дела. Верувам дека во некоја следна прилика или следна изложба ќе може да се видат или на некое место, не знам, останатите дела од овој најнов опус. Па има тоа, го има и во Музеот на современа уметност, кај нас овдека, и во Националната галерија постојат објекти кои се во сталната поставка. Најверојатно можат, сега не знам, сум заборавил каде што може да, кои ги има тие, нели, експонати што јас сум ги направил во минатото и кои стојат во разни колекции. Така да и јас би сакал да знам кај се наоѓаат. Да, тие што сакаат ќе да знаат така. Ќе се видиме во следна прилика, се разбира доколку има други новитети и нешто што би требало да го најавиме, а за вашето гостување по повод изложбата ви благодарам што бевте дел од Утринската. Благодарам и вам.